Вие гледате поинакви вести на Слободен печат. Нов топлотен бран во Македонија. Времето денеска сончево и многу топло. Температурата до максимални 41 степен. Ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, велат од управата за хидрометеоролошки работи. Попладне ќе има услови за појава на изолирана нестабилност. Минималната температура ќе биде во интервал од 10 до 20, а максималната ќе достигне од 33 до 41 степен. Во Скопје претежно сончево со многу топло време, слаб ветер од северен правец. Минималната температура ќе се спушти до 20, а максималната ќе достигне до 41 степен. Во петок ќе се задржи многу топло време. Дневната температура на секаде ќе биде над 30 степени, а навеста се очекува да надмине и 40. Вредноста на УВ индексот ќе биде 9. Попладне и во вечерните часови наместа ќе има појава на нестабилност со пораен дожд и грмежи, локално во форма на невреме со засилен ветер и услови за појава на град. Силјановска Давкова го помеша Марко Рубио со J.D. Венс, нарекувајќи го DJ Венс. Председателката на државата Гордана Силјановска Давкова на вчерашниот самит на НАТО во Хаг ги помеша државниот секретар на САД Марко Рубио со американскиот потпредседател J.D. Венс. Дополнително во изјавата за македонските медиуми кои го покриваат настанот, председателката на место J.D. Венс го нарече американскиот потпредседател DJ Венс. Во изјавата Силјановска Давкова вели дека со председателот Трамп бил и потпредседателот DJ Венс. Дополнително таа рече дека потпредседателот на САД се познава со министерот Муцунски, а најави дека е можно Венс да ја посети Македонија. Всушност, министерот Муцунски имаше средба со Марко Рубио на 29 мај во Вашингтон. Јас му кажав дека сум македонска председателка и тој имаше интересна реакција. Зборувам за говорот на телото. Му реков дека е најважно да се сочува мирот, изјави председателката. Силјановска Давкова ја предводи државната делегација на самитот на НАТО, во која дел се и министрите за надворешни работи и за одбрана, Тимчо Муцунски и Владо Мисајловски. Председателот Трамп ја предводи делегацијата на САД, во која се потпредседателот Марко Рубио и државниот секретар за одбрана Питер Хексет. Нема стока по планините да ни ја пасе требата и затоа ни се случуваат пожарите, смета Мицкоски. Премиерот Христијан Мицкоски даде објаснување зошто имало се повеќе пожари во државата. Тој во синоќешното гостување на емисијата Објектив на македонската телевизија рече дека пожарите се ширеле бидејќи веќе немало стока по планините да ја паса требата. За жал, тоа е една од причините зошто ни се шират пожарите, затоа што немаме стока по планините да паса трева и затоа ни е тревата бујна. Сега ќе се суши, топло е и ќе почнат пожарите. Друго е порано. Многу стока по планините, илјадници, десетици, стотици илјади грла ја паса тревата и помала е можноста за пожари. Сега бујна вегетација, топло време се суши, мала искра и бувнува пожар. Тука малце треба да се поработи, но за жал се помалку луѓе се занимаваат со сточарство, помалку овчари, иако е многу добро платена професија. 2.500 евра е месечен надомест за овчарите, но се помалку луѓе се занимаваат со тоа. Лично го следам. Не дека сум сештолог, рече Мицкоски. Доктори му рекле фала на Азир Алиу за паркингот во Лимак, зошто им ги гребеле новите автомобили кога ги паркирале на клинички. Лекарите што имале нови автомобили, а кои работат на клинички центар, му се заблагодарувале на министерот за здравство Азир Алиу што им најде чаре за паркирањето во гаражите на Лимак, бидејќи во времето кога истите ги паркирале возилата во делокругот на клиничкиот центар, некој им ги гребел, рече тој при вчерашната посета на детската клиника. Знаете дека мојот пристап е да креирам политики базирано на податоци. Првиот чекор е направен. Околината околу кампусот Мајка Тереза е искористен. Имаме неколку договорени капацитети со компанијата Лимак и прв дојден ќе биде прв услужен. Се јавуваат доктори и ни велат: не спасивте, скапи автомобили имаме изгребани и оштетени надвор, а бидејќи нема камери, не знаеме кого да пријавиме, рече Алиу. Во меѓувреме од синдикатот на клинички центар велат дека до нив вработените упатуваат несогласувања
согласување со склучениот меморандум со кој 300 вработени на клинички центар ќе треба да се иселат со паркирање во блиската гаража на Лимак и оттаму да пешачат 5 минути до работа за да им направат место на пациентите. Со 4 доживотни казни, една ослободителна пресуда и многу неодговорени прашања, меѓу кои и најбитното, зошто била убиена малолетната Вања Ѓорчевска, заврши судскиот процес за грабнувањата и убиствата на 14-годишното девојче од Скопје и на велешанецот Панча Жежовски. Судот потврди дека прво обвинетиот Љупчо Палевски Палчо им пукал во глава на жртвите, а во грабнувањето и убивањето му помогнале Велибор Манев, Боре Видевски и Владко Кешишев. Четворицата, според првичната пресуда, ќе треба да бидат доживотно во затвор. Ослободителната пресуда е донесена за таткото на девојчето Александар Ѓорчевски, кој беше обвинет за помагање во грабнувањето на Вања, што значи дека трошоците за постапката што се водеше против него ќе бидат платени од државниот буџет доколку пресудата стане правосилна. За Ѓорчевски, кој што беше во ефективен притвор во Шутка, но и во куќен притвор. Според судијата Ивица Стефановски, обвинителството не докажало надвор од разумно сомнение дека го сторил кривичното дело, односно не докажале дека таткото бил во комуникација со Палчо и дека му кажал кога девојчето ќе оди само на училиште. По изрекувањето на пресудата, Ѓорчевски плачеше во судницата, а неговиот адвокат Владимир Туфегич рече дека судот донел законита пресуда, но ја критикуваше истрагата на институциите кои според него не одговориле на суштинските прашања поврзани со случајот и оваа пресуда за неговиот клиент воопшто не била олеснување. Нетањаху станува се посилен по конфликтот со Иран. Мнозинството граѓани се за прекин на војната во Газа. Владеачката партија Ликуд во Израел бележи зголемување на поддршката кај гласачите по најновите конфликти со Иран. Според најновото истражување на јавното мислење спроведено од агенцијата Lazar Research за порталот Вала, кој е во сопственост на Jerusalem Post. Според резултатите објавени вчера, Ликуд сега би освоил 26 места во израелскиот парламент, во споредба со 22 во претходната анкета, што е прв пат од октомври 2024 година Ликуд да потроши повеќе пари од партијата на поранешниот премиер Нафтали Бенет, кој сега има 24 места. И покрај растот на поддршката за Ликуд, пишува порталот Вала, промените се случуваат главно во рамките на владиниот блок. Унгарија ги предупреди амбасадорите на Европската Унија и нивниот персонал да не присуствуваат на маршот на гордоста во сабота во Будимпешта, велејќи дека полицијата го забранила собирот, според писмото до кое увид имала агенцијата Франс Прес. Организаторите на маршот испратиле свое писмо, инсистирајќи дека полицијата нема овластување да ја забрани парадата и ветувајќи дека таа ќе се одржи според планот. Откако премиерот Виктор Орбан се врати на власт во 2010 година, Унгарија донесе низа закони кои беа критикувани дома и низ Европската Унија за ограничување на ЛГБТ правата во име на заштита на децата. Минатата недела полицијата ја забрани главната парада на гордоста во Будимпешта, а градоначалникот на главниот град ја прекрши забраната, велејќи дека полицијата нема право да забрани настан организиран од градскиот совет, ветувајќи дека ќе се одржи како што е планирано. Организаторите на парадата на гордоста пак испратија писмо до амбасадите во кое инсистираат дека полицијата нема право да забрани настан организиран од градскиот совет и дека маршот е ниту забранет, ниту нелегален. Продолжуваме да работиме за да обезбедиме најголемата парада на гордост во Унгарија да се одржи оваа сабота во безбедна и сигурна средина, рече председателката на Будимпешта Прайд Викторија Радвањани. Иранската монструозна ракета ја открива Ахиловата пета на Израел.
Тоа беше најсмртоносниот проектил што Иран го испука во својата 12-дневна војна со Израел и погоди непосредно пред да стапи во сила прекинот на огнот. Целта кон јужниот пустински град Бершеба, балистичката ракета ја откорна целата страна од стамбена зграда кратко пред 6 часот наутро во вторник, а потоа експлодираше во една од многуте безбедни соби во зградата. 4 лица што се криеле внатре починаа веднаш, со што вкупниот број на израелски жртви се искачи на 28. Само претходниот ден Техеран објави дека почнал да го користи оружјето со повеќе боеви глави Кейбар Шекан против Израел, така наречена монструозна ракета, пишува британски Телеграф. Иако израелските одбранбени сили официјално не потврдија дали оваа амуниција е употребена во нападот во Бершеба, председателот на Израел ја опиша како една од најтешките ракети во иранскиот арсенал. Тоа што Иран, принуден на примирие, одлучи да ја потпише својата ракетна кампања со таква бруталност, испраќа јасна порака. Денеска на YouTube каналот на Слободен печат во 20 часот ќе имате можност да го проследите последното издание од оваа сезона на подкастот Митови и факти. Овој пат гостин ќе биде Јове Кекеновски. Тој се наметна како доминантен лидер на самиот почеток, на самиот старт. Гледате како ретерира сите европски лидери. Европската унија е стана буквално маргинална на некој начин во однос на Соединетите американски држави, инаку сето претходно сите случувања ги диктираше Европската унија во додека беа претходните председатели. Вие гледавте поинакви вести на Слободен печат. Секој издание, ново издание можете да го гледате токму на YouTube каналот на Слободен печат. Доколку нешто пропуштите, секогаш имате прилика повторно да си го прегледате и да видите што има ново кај нас и во земјата. Пријатно.